за прозорецот од твојата соба, за последната голка чај. Зборувај ми за последната пролет, за последната насмевка што си ја видел. Се сеќаваш ли на мене? Кажи ми, дали се уште сакаш дошто? Дали сакаш дошто? Изговори го моето име и шепни ми го зборот тага. Шепни ми го тивко, најтивко. И јас сепак ќе те слушам. Зборувај ми за тебе, за твојата последна љубов, или пак за првата, или пак за првата. Вече музика светлината на ден. Оградите ме стега грудна, извиена по четири јади, а луѓето гладни, по душите стразни, за животната слава. Сунот се уште тежи над капаците, велата мудра, од црниот ден, запоравени раце на тутуноберачите. Велите убиво светлинка на денот. Секој стих, секоја капка мастило броена на листот. Сите мигри заминаа како светлина заедно со тебе. Зад се постави мирис на поезија. Висок и изглед на ангел кој ќе се памети. Тие црти на лицето, тие раце измачени, тие мисли болни со јавови и љубави долго и разбратени. Ниці
Аплауз за прекрасните изведи на хора под менторство на професор Веселинка Мажарова. Денес за сите нас е празник, најголем, најсвето. Почитувам господин Аце Коцевски, градоначалник на општина Велес, почитувам господин Ненад Коцик, председател на Советот на општина Велес, почитувани членови на Советот на општина Велес, почитувани представници од општина Велес, почитувани писатели и поети, почитувани директори, наставници и ученици, драги наши гости, учесници, драги пријатели на децата и на градот на Рацин, добредојдовте на 52-ти детски рацинови средби во Велес. Почитувани возлюбеници на Рациновиот стиховен небир, почитувани чувари на делот душата на безсмртниот поет, добредојдовте во градот колевка на поетската мечта, добредојдовте во градот роделка на стиховниот замис. Добредојдовте во Велес. Велес уште слави во чест на безвремената поезија, во чест на немерливата љубов, во чест на оној чиј копнеш што даде име на поетот, во чест на Коста Солев, во чест на Раци. Уште еднаш целиот град, секоја калдарма, секој сокак, секоја висока шимшир портал одзвонува со Рациновиот призвук и само ние, во чија душа живее дел од безсмртниот поет, можеме да ги почувствуваме тие вонвременски трепери. Добитничката на наградата Гран При на литературниот конкурс Белите мугри во светлината на денот, да ја поздравиме Софија Ичкова, втора година, Средно општинско училиште Богданци, од Богданци, ментор Ивана Димовска. Да поканува добитничката на наградата Гран При на ликовниот конкурс Белите мугри во светлината на денот, Елена Ивчева, втора година, ментор Кристијан Тодоров, Средно општинско училиште Гимназија Кочурацин Велес. Да поканувам градоначалникот на општина Велес, господин Аце Коцевски, да им ги врачи наградите. Ве молам да направиме една заедничка фотографија со наградените. Слободно доближете се до една заедничка фотографија. Ја поканувам Софија Ичкова да ни ја прочита наградената песна. Повели Софија. Белите мугри во светлината на денот. Не гледај во моите раце, ти судбо моја македонска, сестро, полни се со рани. Ти ги правиш, ти ги земаш и ти ги правиш се што сакаш. А јас ги копам и кријам очите, да не се гледат, да не плачат. О колку брзо наоѓаш место каде што солзи измират. Понекогаш ги бакнуваш и лечиш, раниве што длабоко ги правиш, за да можеш повторно да ме оживиш и повторно да ме раниш. Но ако јас пак ќе станам и пак ќе те чекам, а знам дека ќе ме раниш. А јас ќе се кинам и ќе се борам за повторно да те створам. Судбо моја македонска. Добитници на наградите од литературниот конкурс.
Воедно ги повикувам учениците и нивните ментори да повелат на сцената како ќе бидат редоследно прочитани, да ги примат наградите од литературниот конкурс од средните и основните училишта. Категорија основно образование 607 одделение. Прва награда Нина Ламева, Основно општинско училиште Браќа Милодиновци Скопје, ментор Сунчица Петрева. Втора награда Марија Симоновска, Основно општинско училиште Кочарацин Прилеп, ментор Наташа Кулевска. Трета награда Маријана Велеска, Основно општинско училиште Коле Канински Битола, ментор Наташа Лозановска. Во категорија 8 и 9 одделени. Прва награда Ангела Костовска, Основно училиште Тодор Ангеловски Битола, ментор Адријана Георгиев. Втора награда. Трета награда Симона Стојановска, Основно општинско училиште Христијан Карпош Куманово, ментор Весна Алексова. Категорија средно образование. Прва награда Марија Филипова, втора година, СУПС ЈБ Јосип, односно Јосип Броз Тито, Скопје, ментор Јаслинка Видевска. Втора награда Костанца Белбиловска, трета година, Средно општинско училиште гимназија Гостивар од Гостивар, ментор Андријана Страшевска. Трета награда Ивона Карамфиловска, четврта година, Средно општинско училиште Перанаков Куманово, ментор Елена Георгиевска. Да ги поздравиме и да ги честитиме на добитниците од литературниот конкурс уште еден на вистина голем аплауз.
Почитувани гости, драги пријатели, ви посакуваме убав и незаборавен престој во нашиот град затоа што сте учесници на 52-те детски рацинови средби. Затоа што сте дел од нашата белешка културна традиција, затоа што ве чувствуваме за граѓани на нашиот град, а во вашите срца верувам за секогаш ќе имате место за големи раци. Клубот на писатели поедно ја искажува својата благодарност до градоначалникот господин Аце Коцевски и општина Велес за поддршката и соработката во организацијата и реализацијата на детските рацинови средби. Ве поканувам и во текот на утрешниот ден да ги проследите програмските активности подготвени од организаторот на средбите, традиционалниот рацинов поетски караван во општинските училишта и градинката, како и промоција на книгата Приказни од мојот крај од авторот Лили Арсова, чиј промотор е магистер Ана Витанова Рингачева во ликовниот салон во Велес. Доведување до следните детски рацинови средби.